Добре дојдовте во процес. МИТ универзитетот, кој оваа учебна година треба да ги отвори вратите за генерации студенти, тоа нема да може да го стори за сите факултети, бидејќи се соочува со сериозен проблем. Одборот за акредитација веќе трета година го кочи издавањето на решение за акредитација за неколку факултети. На оваа тема разговараме со Билјана Апостолова, генерален директор на МИТ Универзитетот Скопје. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов и благодарам на поканата. Се обидувате да добиете акредитација за факултет за дентална медицина, косметологија и физиотерапија, за медицина и економски науки. Што се случува со акредитациите на овие факултети, што во јавноста побудија голем интерес? Ова трае веќе, трае. Ова акредитација, барање за акредитација трае повеќе години. Имено во 2014 година до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование доставивме неколку проекти за основање на нови факултети и акредитација на студиски програми, меѓу кои е Факултетот за дентална медицина, Коледжот за медицинска косметологија и физиотерапија и Економскиот факултет. Во 2015 година, во соработка со болницата Филип II, го доставивме и третиот елаборат, тоа е за отварање на Факултет за медицински науки. Имате ли некаква комуникација со одборот? Како се одвиваат тие работи? Доаѓаа ли, гледаа ли, направија ли некаков извештај? Што ви одговорија? Колку пати ве одбиваат? Како? Поред законските услови, односно законските процеси на високото образование, Одборот за акредитација и евалуација најкасно, значи максимум од 90 дена, 60 плюс 30 дена, треба да одговори на нашите барања за акредитација на проектите, односно да издаде решение за акредитација или за решение за одбивање на проектот. Меѓутоа, тоа ден денеска се уште не се случило со ниту еден проект, значи ниту еден проект, ниту е одбиен конечно, ниту е добиено решение за акредитација. Да, вие направивте елаборати за сето тоа, ангажиравте врвни стручњаци за да се направат сите тие кабинети, простори и услови за работа. Кога последен пат дојде Одборот за акредитација и каква беше нивната реакција? Дојдоа ли? Значи, оваа голгота, која што трае повеќе години, беше постојано преку писмени дописи. Ни се праќа одредени барања, забелешки, и тоа претежно постојано истите забелешки, за административни забелешки во стилот на решение од Централен регистер, CV на некој професор, диплома и така натака. Ние им одговаравме, на тоа се сведуваше, значи, одговор, повторно барање, повторно исти прашања, повторно ист одговор, и затоа тие комуникации, односно одговорите од наша страна беа многу брзи заради истиот тип на прашања. Меѓутоа, последен пат сега кога дојдоа? Тоа траеше 2 години. Тоа траеше 2 години. Одборот за акредитација минатата година престана пред време да работи, значи, и тоа месец дена, спротивно на законот, на законските норми и регулативи од Законот за високо образование. И оваа година, многу касно, и наместо на 1 септември да се оформи, тој се конституира дури во декември 2015 година, почна да работи и ние немавме никакво барање, известување, некои контакти, така натака. Та моравме да се обратиме на писмено до председателот на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, до професорот Гораст Росоклија. Прво едно барање упативме за
ургенција во однос на елаборатите. Второто барање беше упатено за средба, но ниту едното, ниту другото не вроди плод и така да ние моравме да се обратиме до Државниот управен инспекторат за решување на оваа ситуација, односно за извршување увид на целокупната документација. После тоа, значи после нашето барање, односно обраќање до Одборот за акредитација, добивме писмо од Одборот за акредитација и евалуација во кое што не известија дека ќе не посети членови од нивната експертска комисија од Одборот за акредитација и ќе изврши увид на исполнетоста на просторните и материјално-техничките услови на универзитет. Тоа се случуваше во мај годинава? Да, тоа се случуваше скоро, значи пред еден месец. Дојде од Одборот 20 членови, тоа меѓу кои беше професорката Гордана Гацова од Технолошкиот факултет и магистер Александар Митов, советник на премиерот во владата за здравство. И каква беше нивната реакција кога дојдоа универзитетот? Значи ние, бидејќи и минатата година имавме некоја неофицијална посета од кога присуствуваше во посетата подпредседателот на претходниот одбор и академикот Живко Попов, и кои што исто така чудоневидени беа од материјално-техничките услови и просторните услови, па и целата опрема која што поседува МИТ универзитет за тие дејности на факултетите. И овие исто така пријатно беа изненадени, чудоневидени и нивната реакција кај нас побуди многу надеж за идно брзо разрешување на нашата долгогодишна мака. Односно, тие, значи самите, задоволни од сето тоа што го видоа, рекоа дека понатака ќе имаме многу брза комуникација, дека во од ќе се решават одредени работи, дека тие се видно изненадени и задоволни од сето ова што го виделе и дека треба да го заборавиме она што било во минатото и дека сега ни се отворат нови видици и нови патишта и дека се надеват дека набрзо ќе ја добиеме акредитацијата. Што се случи после тоа? Седница имаш Одборот за акредитација? Вие добивте ли извештај после тоа? Значи, после тоа за нивната посета ние не добивме извештај, меѓутоа добивме барање, написмено барање да се достави решението за почеток на работа на МИТ универзитет. Иако се зачудивме што е тоа, зашто се бара тоа и кога во Законот за високо образование, односно во проектите за изработување на елаборатите, односно на комплетно на целите тие студиски делови, формулари, образци и така натака пропишани со закон, не постои таков член во кој што се бара таков документ, меѓутоа ние им го доставивме и тој документ и сметавме дека тоа е више конечно. Завршена работа. Дека се што е барано до сега се е исполнето, дека конечно на седницата која што требаше да се одржи на 15 јуни, дека МИТ универзитет ќе ги добие новите акредитации на овие универзитети, на овие факултети, и дека оваа учебна година ќе стартуваме со уште нови програми и нови факултети. Но вие имате неофицијални информации или веќе го добивте? За жал, лошите вести побрзо доаѓаат од добрите вести. Нормално дека нас многу не интересираше што се случувало во Одборот за акредитација тој ден. Се случувале многу чудни работи, можете вие понатака да си го преиспитате како новинари целиот тој случај. И ние добивме неофицијален извештај или неофицијални информации дека нашите сите проекти за
акредитација на студиски програми и одобрување на нови факултети, поминале без успех. Сега во моментот се уште немаме добиено писмен извештај, иако го баравме, иако таму јас лично отидов и побарав, председателот се уште не беше го потпишал, односно подпредседателот, бидејќи председателот на Одборот за акредитација и евалуација, господинот Гораст Рстоклија, е постојано во Соединетите Американски држави. Функцијата овде ја вршат неговите подпредседатели. И на сите мои инсистирања и барања да ми се даде некој написмен документ, рекоа дека тоа ќе биде написмено, односно извршено, доставено преку пошта. Документот се уште го немаме добиен. Што мислите, зошто вие не можете да добиете акредитација? Што стои за сето ова? Еве, упорно ги, поправате забелешките нивни, упорно наоѓаат нешто, сега велите дека сметате дека се е во ред. Што стои за сето ова? Сметам дека за сето ова стојат многу поголеми интереси и многу поголеми сили на влијание и на действување. Значи дека Одборот за акредитација и евалуација, кој во наводници е независен, мислам дека е инструиран и директно раководен од поединечни личности. Мислите од партијата на власт или имате ли конкретно некого случај? Јас морам овој пат да бидам искрена. Долго време вината за ова што ни се случува ја префрлав на администрацијата на Одборот за акредитација, на членовите на Одборот на акредитација, на администрацијата во Министерството за образование и наука, каде што се случува и таму некои чудни действија и работи, на министрите во Министерството за образование и наука. Долг период за сите овие мои обвинувања, односно мислења, стравувања, се обраќав и до председателот на владата на Република Македонија, што со конкретни дописи преку архива. Ве примили, ви одговорили нешто? Не бев примена, меѓутоа, значи дописите преку архива сигурно стасува. Сигурно ги добиваше и по СМС пораките кои што ги праќав по... Имате ли некаков одговор до сега? Мобилен телефон. Не, до сега немам ниту еден одговор и сметам, дај Боже да грешам. Значи, секогаш би била најскретња кога би било тоа моje мислење и мој греф, а не нечи друг греф. Меѓутоа сметам дека од таму е целата работа. Дека виновникот се крие таму. Зошто? Имате некакви присисоци изминатиот период? Па не знам ни јас сама зошто. Значи, дали може би конкуренција во прашање, дали се некакви други интереси? Сметам дека блиските партиски интереси со останатите приватни универзитети, блиските желби или не блиските желби, туку желбите за надмок на државните универзитети заради нивна потполна контрола понатаму, доведуваат да овие факултети се ставени како специјално одобрени само за одредени други универзитети. И затоа е сета ова работа. Имате и до обвинителство поднесено некој акт? Значи, дали сега... тоа сето се однесува на тие притисоци? Значи, одредени притисоци... Директни, индиректни сте имале? Индиректни кои што ги имавме се јавни
јавно више презентирани, затоа си вршат одредени институции своја дејност. Не би сакала во момент се води истрага и затоа не би сакала во моментот да зборувам, но тоа ќе се види кои стоje за цитатија, не можам директен виновник да кажам, да посочам во овој Оставате на обвинителството да си ја заврши. Да, тој си е стручен, тој си е професионален, дали што ќе одлучи, сигурно како обвинителство ќе се почитува. Меѓутоа, притисоците врз МИТ универзитет почнуваат да бидат и сега и на поинаков начин. Значи, откако настанаа сите овие привревења последни во државата, кој што јас постојано го нарекувам време на невреме, се сакав нашите професори, вработени професори, да се оградат од оваа, од политиката актуелна и ги замолував да во своите изјави бидат исклучиво ориентирани на својата струкова способност, односно на својата струкова ориентираност. Така и ни бара и Министерството за образование и наука да предават по предметите за кои што се избрани. Не сметам за грешка што ова го побарав од сите професори, меѓутоа одредени професори Има бурни реакции? Има бурни реакции, се вклучија во тоа здружение, граѓанско здружение на ГДОМ, да, и преку нивни активисти и тие лично почнаа да извршуваат огромен притисок на МИТ универзитет, на мене лично, на вработените, да атакуваат преку Facebook профили, нивните Facebook профили, преку Facebook профилите на другите нивни членови. Дури во еден момент беше и истакнат и одборот за акредитација, демек што гледа одборот за акредитација кон нас. И во последниве случувања кои што се делува и на активната Facebook страна на МИТ универзитет, во кое што се пишуваат заканувачки текстови, употреба на државни инспекторати. Ние и имавме еден таков случај, сега дека повторно ќе ни се влезе државниот и просветен инспекторат, дека ќе ни се направи ова, дека ќе ни се направи. Можете ли да ми посочите за кои професори станува збор? Па, знаете, вие јавноста ги знае кои се биле во МИТ универзитет професори во минатото, а сега се членови на ГДОМ. Тоа е Оливер Андонов и Тони Науновски. Тие работат се уште кај вас? Повеќе не. Добро, станува збор за една голема инвестиција, вие трпите штета за цело време. Како планирате да се справите со оваа ситуација? Одборот за акредитација до крајот на овој месец престанува со својата работа, ја губите наредната студентска година. Како планирате да се справите со сета оваа ситуација? Какви се штетите што ги трпите заради сето ова? Штетите се огромни, бидејќи вие го посетивте нашиот објект, видовте со се што располагаме, тоа се огромни средства, огромни инвестиции, милионски суми. Значи се станува збор за инвестиции од големи размери и меѓутоа сите од универзитетот сплотени заедно со заеднички сили ќе успееме и оваа година, како и минатите 2 години, да ја пребродиме преку понатамошните наши активности. МИТ универзитет точно е дека се бави со образување на студенти. Точно е дека преку тој образовен систем има и
практични делувања, односно и практично се работат тие студенти. Точно е дека работиме и на проекти од кои што добиваме и одредени средства. Меѓутоа, бенефит на МИТ универзитет, за разлика од сите приватни и државни универзитети, е и новаторството, кое што е вклучено кај нас и преку кои што доаѓаме до одредени други фондации и средства, преку кои што ќе ги ублажиме, значи, ударите кои што ни се нанесуваат овие години. Оптимисти сте, значи дека работите ќе се средат. Какви мерки ќе превземете? Ќе ги мислам, освен на нашите македонските институции, државниот инспекторат и така натаму, до обвинителство, имате ли намера меѓународниот фактор да го известите, како ќе се одвиваат понатаму работите, доколку не се одвива се како што треба? Па ако оваа инвестиција, која што реков е од милионски суми, не ја цени моменталната бидејќи вие и вработувања ветувате. Не ја цени моменталната власт, односно не ја цени одборот за акредитација, не ја цени Министерството за здравство, затоа што ние побаравме и преку Министерството за здравство, според член 45 од Законот за високо образование, ни следува да можеме да оформиме, односно да отпочнеме во конституирање на универзитетски стоматолошки центар, за кој што ги постојат сите услови и ресурси. И ако не се цени можноста на вработување на некаде околу 150 нови млади вработувања, што дел од професорски кадар, што дел од медицински сестри, административен персонал, рентгенолози и некаде околу 50 стоматолози, тогаш, а без при тоа да напоменам, никаква субвенција, барање на никаква субвенција, реален бизнис, не фантомски бизнис кој што секој или проект кој што секој може да го виде, затоа што и го виделе. Значи, овој проект го изработуваа еминентни странски професори, и то од Америка, од Израел, од Хрватска, учествуваа еминентни професори од Македонија за докомплетирање на целиот потенцијал од технички лаборатории, услови за формирање. Проектот кој што бенефит ќе има државата, ќе имаат младите. Тогаш ние, значи, реков, ако тоа не се цени, тогаш ние ќе мораме поинаку да постапиме. Значи, ќе мораме да ги искористиме сите можни институционални ресурси кои што постојат во државата да се бореме против ова, односно да ги добиеме тие решенија за акредитација и дозвола за работа, односно добивање на отпочнување со работа на елаборатот за Универзитетскиот стоматолошки центар. Ако и тоа не се успее, во меѓувреме ние ќе го пријавиме целиот случај и во обвинителство, ќе ја запознаеме меѓународната јавност, ќе реагираме кај амбасадите. Многу од амбасадорите се биле присутни во тој објект, го имат видено, го имат гледано, на кој што им се премногу допаѓа, значи дури нема да бидам скромна дека во Македонија во моментот не постои таков објект со таков потенцијал за продуцирање на иден медицински кадар, што во дентална, што во медицина, што во медицинска козметологија, физиотерапија, па и во медицина, затоа што сепак за тоа стое и една многу јака болница, наскоро што беше пуштена, која што е во европски светски рамки конституирана, тоа е болницата Филип II, тоа е заеднички проект и мислам дека мора да успееме. Значи, јас никогаш нема да останам да се помирам со моменталната ситуација.
затоа што го работам, сум го работила, го работам и ќе го работам тоа што најмногу го знам, тоа е образованието, тоа е менаџирањето на образованието и ќе ги вложам сите мои сили, силите на вработените, ќе ги искористам сите еминентни личности кои што се вклучени во овој проект, нивниот авторитет, бидејќи тие се веќе приклучени кон ова и бидејќи сакат јавно да прозборат што тука, што надвор од државата, што се случува со ова, но се надевам, се уште, значи реков надежта последна умира, дека Одборот за акредитација и евалуација ќе размисли уште еднаш, дека со тоа ќе направи навистина независност во својата, со тоа размислување во својата работа, дека одредени личности кои да се ќе ги тргнат раците од влијанието во високото образование, односно конкретно во овој проект кој што е замислен како еден од најквалитетните проекти моментално во Македонија и дека наскоро ќе се добие акредитација. Ова е ваше прво појавување во јавноста после толку време патешествие, така? Да, ова е мое прво појавување во јавноста, затоа што секогаш се надевавте имав надеж дека преку институциите, преку разговори, преку мали кавги, преку мали сугестии ќе се решат работите, но очигледно дека работата длабоко навлезе во длабоки води, се уште мислам дека не е потоната и нема да се дозволи да потине, дека и многу други личности, па вклучувајќи ве вас и новинарите, истражувачите и така натака, ќе ни помогнат во да излеземе од оваа пат позиција на 3 години голгота. И политиката да ги тргне рацете од И да, нормално, јас сметам дека политиката, било која, дали моменталната власт, дали некоја идна власт или надидна власт, дека не треба да се меша во високото образование. Затоа што високото образование треба да биде само по себе ослободено од сите стеги. Тоа служи како коректор на однесувањето на одредени личности во власта, дали оваа или друга, и преку заеднички диалози, преку заеднички проекти, да се достигне она што сите го сакаме, да се достигне врвот во квалитетот на високото образование, во функција на секоја власт, затоа што секоја власт и е потребно да има квалитетни кадри. Преку квалитетните кадри ќе се создадат многу ресурси за подобрување на квалитетот на живење на секој граѓанин. И сметам дека тоа и ќе се случи. Ви благодарам на разговорот. И јас ви благодарам на поканата.